Драги наши пријатели, сакам и денес сите вас да ве поздравам и истовремено да го изразам своето задоволство што можам да бидам дел од овој серијал кој што го насловивме како личноста за сите времиња. Ова е трето предавање поред од овој серијал. Минатиот пат ние го почнавме ова предавање и рековме дека денеска ќе продолжиме таму каде што застанавме. Минатиот пат ние зборувавме за личноста на сите времиња, конкретно која беше улогата и мисијата и задачата на Исуса Христа кога дошол на овој наш свет. Тоа беше првиот дел од ова предавање каде што опфаќаше 5 причини зошто Исус дошол на овој свет. Денеска ние ќе одиме еден чекор понатаму, ќе продолжиме да ги споменеме следните 5 причини, вкупно 10, кои што ќе ни помогнат да имаме комплетна слика за ова предавање, насловен како мисијата на Исуса Христа на овој свет. Но дозволете ми, пред да почнеме со овој втор дел од оваа тема, да ги спомнам тие 5 причини претходни, за да се надоврзиме на овие 5 сегашни што ќе ги споменеме. Минатиот пат спомнавме дека првата причина зашто Исус дошол на овој свет беше да сведочи за вистината. Втората причина зашто Исус дошол на овој свет е да ни го представи Бога во вистинска смисла, онака како што е опишан на страниците на Светото Писмо. Третата причина зашто Исус дошол на овој свет, минатиот пат спомнавме, е тоа да го победи ѓаволот и да ја означи неговата смрт. И во оваа причина спомнавме дека постои голема борба помеѓу доброто и злото. Исус како представник на доброто во својот живот го победил ѓаволот, ја победил смртта, и тоа ни е гаранција дека сите оние што ќе го следат ќе го имат истиот тој ефект и тие ќе бидат победници. Четврта причина која спомнавме минатиот пат беше дека Исус дошол на овој свет да ни донесе радост, нешто убаво, нешто што на човечкиот род на вистина суштински му е потребно. И на вистина Исус во тие средби со луѓето донесло радост, задоволство и луѓето се чувствувале срекни во неговото присуство. И петата причина што ја спомнавме минатиот пат гласеше дека Исус дошол на овој свет за да не води низ овој несигурен свет. И спомнавме дека овој свет е навистина несигурно место на живење, но тоа не е планетата во која што ние живееме. А несигурно е затоа што постои ѓавол, затоа што постои грев, затоа што постои смрт. Но Исус како представник на доброто го победил ѓаволот и тој вели јас ќе бидам со вас секогаш. И кога ќе поминеш низ тешки моменти во животот, представени како низ вода, текстот ни вели, или низ оган, јас ќе бидам заедно со вас. До крајот, тоа се неговите последни зборови што ги кажал пред да отиде од овој свет. Ете тоа тие биле 5 причини што ги спомнавме минатиот пат. Ние денеска одиме понатаму да ги споменеме и образложиме следните 5 причини зашто Исус дошол на овој наш свет. Така да шеста причина зашто Исус дошол на овој свет, вели Светото Писмо, да не спаси од гревот и од неговата сила. Ќе прочитам еден текст најнапред, а потоа и една мисла од еден професор и ќе образложиме за да добиеме комплетна слика за ова што го кажуваме. Во Евангелието според Лука, во 19 глава 10 текст, самиот Исус ги кажал овие зборови. Сино човечки, мисел на себе, дошол да го најде и да го спаси изгубеното. Сите ние, нажалост, сме изгубени затоа што направивме грев. Од Адам и Ева ја наследивме грешната природа и правиме грев и ние сме грешни. И библиски ние сме изгубени во таа смисла. Но мисијата на Исуса Христа е да дојде и да не дозволи гревот во потполност да ни уништи, него да не врати во она првобитна состојби. Затоа вели Синот човечки дошол да го најде и да го спаси изгубеното. Гревот навистина е многу лош, разорен. И тој прави големи бели во животот на човекот. Меѓутоа Исусовата сила е многу поголема. Дозволете заедно со вас да поделам една мисла од еден професор, професорот Никола Тасевски во својата книга Времето и знаците кажува една сеопфатна дефиниција за гревот, кога кажува: грев, грд и одвратен, најгрд и најодвратен збор, феномен со колосално и разорно дејство, извор на сите опишани и неопишани,
познати и непознати зла, неволи, катастрофи и катаклизми. Причина за најстрашните грозоморни и за најцрните мракобесија, низ кои поминувала и ќе помине нашата планета во последните денови. Насилен експлозив и најотровен отров кој разорил милиони Нагасаки и Хирошими и отрул милиарда луѓе. Поради гревот, човекот пие и ќе пие бигор и жолчка и поради него ќе исчезне и ќе замине во неврат, како што се случувало тоа со многобројните цивилизации кои ја зазеле неговата почва. Навистина, професорот со многу така живи бои ни го насликал опасноста или она што стварно стои во суштината на гревот. И постои само еден лек за ова ситуација, а тоа е личноста на Исуса Христа, мисијата на Исуса Христа. И затоа Исус дошол да го спаси изгубенето, да ја неутрализира силата на гревот и да не воведе во еден подобар и поубав свет. Ете, тоа била шестата причина зошто Исус дошол на овој свет. Следната причина зошто Исус дошол на овој свет е да ја поврати човековата вредност. Ајде тоа да го образложам и да спомнам нешто од Светото писмо. Видите, драги мои пријатели, има еден извештај во Светото писмо запишан во Евангелието според Марко 5 глава од 1 до 15 стих. Нема да го прочитаме сега, но ве охрабрувам. Набавете си Библија, најдете го ова место, прочитете го овој текст, а можете и да се јавите. Значи, да не контактирате и на броевите што ќе бидат ставени, да можете да го добиете вашиот бесплатен примерок на Светото писмо. Читајте го овој текст. Јас ќе го парафразирам. Во овој текст ќе видиме како Исус исцелува еден обседнат човек. Човек кој што живеел по гробовите и кој бил страв и трепер во својата околина каде што живеел. И самата помисла на него, на неговите сограѓани, раѓала голема паника и вознемиреност. Кога почнуваме да го анализираме состојбата на овој обседен човек, ќе видиме и ќе констатираме колку гревот му наштетил на човекот, на човечкиот род и на планетата Земја. Да, гревот ја девалвирал човековата личност, човековиот род. И навистина само гледате денеска колку наркоманијата што прави денеска од луѓето. Колку алкохолизмот ги зема жртвите денеска. Што да кажеме за моралната изопаченост што постои денеска во овој свет и како систематски го уништува човекот и човековиот род. Еве го најрелевантниот извештај за тоа во какво време и во какви околности ние живееме, а Светото писмо тоа го опишува во едно послание, во посланието Тимотија 3 глава од 1 до 4 текст, која кажува: "Нова го знај дека во последните денови ќе настапат времиња тешки, затоа што луѓето ќе постанат. Не биле такви, тие ќе постанат, а гревот направил тие да бидат такви. А какви се? Само живи, сребролюбци, поносни, фалбаджии, горделиви, богохулници, непокорни на родителите, неправедни, без љубов, непримирливи, оговарачи, невоздржани, бесни, недоброљубиви, издајници, нагли, надуени, кои што повеќе мараат за сластите неголи за Бога." Еве е сликата на човековиот род денеска каква е. Еве човекот во какви стапици денеска паднал. Не ни треба многу време да констатираме дека е таква состојбата во која што живееме. Доволно е само да излеземе, да направиме еден круг. Доволно е да отвориме некоја интернет страница и да прочитаме некој извештај и ќе видиме дека сето тоа е присутно во нашиот свет. Да, Исус дошол да ја поврати човековата вредност. Ние не сме созадени да живееме во вакви околности, со такви карактерни особини. Не, гревот тоа направил ние да бидеме такви. Исус сака тоа да го промени и да направи од нас нешто многу повредно. Еве го текстот што тоа ни кажува во Стариот Завет, во книгата на еден пророкот Исаија. Еве е Божјата визија за човекот и човековиот род. Бог кажува: "Ке направам човекот да вреди повеќе него злато чисто, повеќе него ли злато офирско." Да, драги мои пријатели, ова е визијата на Бога што сака да направи од човекот и од човековиот род, а не она слика што предмалку ги прочитавме текстови запишани во Тимотија посланието. И знаете што е интересно? Тој обседнат човек која се сретнал со Исуса Христа во тој извештај во Марко 5 глава од 1 до 15 текст, прочитајте го тоа во Библијата. Ќе видите дека после таа средба со Исуса не останал ист. Се случила драстична промена во неговиот живот.
Луѓето веќе не се плашиле од него. Луѓето веќе немале паника кога се сретнувале со него. Затоа што Исусовата присутност го променила тој човек. Исус има лек за него, Исус има лек и за тебе и за нас. Да, во еден друг извештај, во Светото писмо, во Евангелието според Марко, во 3 глава, таму ќе видиме како Исус исцелил друг човек, кој што имал сува рака. И знаете што е интересно во тој извештај? Пред да го исцели, го седе тој човек кој што бил на страна во периферија и го ставил тука на среде, пред сите тие луѓе, последно пред религиозните водачи во тоа време. Сакајќи да каже една голема порака Исус од тој настан. Не само да го исцели, да покаже само едно чудо повеќе, не. Него сакал и го исцелил тогаш во таа прилика, него сакал да пренеси една порака на тие луѓе. Дека човекот не треба да биде во периферија, таму на страна некаде, кој што никој не марал за него. Него Исус го донел тука, во центар, во средина, сакајќи да каже, јас сум дојден заради човекот. Човекот треба да биде тука, во средина. Човекот треба да ја добие таа своја вредност за која што Господ во почетокот го создал според својот лик. Ете Исус затоа дошол. Во 6-та причина рековме да го спаси од гревот, а во 7-та причина да ја врати човековата вредност. Следната 8 причина зошто Исус дошол на овој свет е вели да ни остави пример за достоинствен живот. Драги мои пријатели, ова е многу силна причина зошто Исус дошол на овој свет. Дозволете ми тоа да го образложам. Видите, денеска светот е во дефицит за луѓе кои што ќе живеат достоинствен живот. Да, човековиот род е заситен од лидери и говорници кои што само кажуваат како треба да се живее. Човекот има насушна потреба да види со своји очи во дело како треба да се живее. Да, како зборовите да бидат преточени во дела, а делата во живот. Човештвото, драги мои пријатели, е во потрага за модели за живење. А Исус бил вистински модел за живење. И затоа во една прилика Исус ќе каже, учете се од мене. Видите, драги мои пријатели, Исус можел да остане горе во небото и од небото да даде инструкции како да се живее доле во земјата. Да, можел тој тоа да го направи. Но видите, со тоа тој не би оставил толку силен впечаток, него ли што оставил кога напуштил небо, напуштил слава, напуштил се она што беше символ за убавина и добро. И дошол во овој свет. Влезе во нашите чевли, влезе во наша кожа, ако можам да кажам така, и навистина живеел како што треба достоинствен живот. Ајде да образложам само неколку мисли. Видите, Исус се родел во во силен набој и во најбедни околности, во атмосфера на лично прогонство. Првиот мирис што влегол во неговите носници беше мирисот на шталското ѓубре. Да, Исус бил во твоите и моите чевли. Исус бил во твојата и мојата кожа. Се соочил со нашите проблеми, но не направил грев. Живеел достоинствен живот. И знаете што мене посебно воодушевува кај личноста на Исуса Христа и зошто сметам дека е тој лично за сите времења. Ова е една од многуте работи што сега ќе ги спомнам. Живеел во Назарет. А според извештаите, Назарет бил најозлогласеното место. Место од каде не се очекувало да излезе ништо добро. И замислете, од тоа најозлогласено место, од тоа место од каде што не се очекувало да излезе ништо добро, излегло најдоброто нешто во овој свет. Да, и знаете што е интересно? Кога требаше да се демонстрира понизност во една прилика со своите ученици, Исус не чекал некој друг тоа да го направи. Не. Сам станал, зел леген и вода и по примерот на слугите од тоа време отишол и ги измил нозете на своите ученици. Во една прилика кога дошле по него, кога бил во Гециманија, да го апсат, Исус сам излегол пред тие луѓе и рече, еве ме мене, земете ме мене, оставете ги останатите. Да, можеме со право да заклучиме во оваа причина, Исус или Христовиот живот во Евангелијата е запис за еден уникатен, достоинствен живот. Живот на човек кој што живеел на оваа земја, за кој што слободно можеме да кажеме дека бил најчестниот човек кој што живеел на оваа земја. Ете, тоа беше 8-та причина зашто Исус дошол на овој свет. 9-та, предпоследна причина зашто Исус дошол на овој свет е да ја оснива својата црква. Ајде го прочитам текстот во Светото писмо, а дозволете ми потоа да ја образложам оваа причина.
Исус ги кажал тие зборови, а во Евангелието според Матеј наоѓаме запис во 16 глава. А еве што кажува. И на овој камен ќе ја созидам црквата своја и вратата на пеколот не ќе може да ја надвладеат. Дозволете ми ова да го образложам пред да одиме на последната причина. Една од целите на Христовата мисија, драги мои пријатели, е да ја основат својата црква која би му овозможила на човекот подобро да го запознае Бога. Сега, постоењето на црквата како верски објект треба да го насочи мислите на луѓето дека постои жив Бог. Видите, кога ние поминуваме низ болница, која мисла ни се врти во главите? Дека таму внатре има болни луѓе. Кога поминуваме низ некој затвор, која мисла ни се врти во главата? Таму има затвореници. Но кога ќе поминеме низ црква, која мисла треба да ни струи во главите? А тоа е дека постои жив Бог. Постојат верници кои што се молат на живиот Бог. Така да црквата треба да биде жив споменик, кој што ќе ги потсети на луѓето дека постои жив Бог. Меѓутоа, уште позначајно, Исус не дошол на овој свет само да ја воспостави црквата како верски објект на одредена локација. Не. Него тука јас сега првенствено мислам на библискиот термин црква. Што значи, сакам да го образложам и да видите кој е суштинското, оригиналното значење на зборот црква, зошто Исус дошол да ја воспостави. За зборот црква во Новиот Завет е употребен зборот еклесија, кој што е составен од две зборчина. Предлогот ек, што значи од, и глаголот калео, што значи повикан. Така да овие две зборчина кои ги споиме, ек и калео или еклесија, значи повикан од. Во преносно значење тоа значи еклесија во суштина се луѓе кои што се повикани од овој свет да бидат пример на овој свет. Најрелевантен библиски текст кој што ни кажува за ово што сега ние го кажуваме, го наоѓаме запишано значи во исто така во Светото писмо во првото Петрово послание, 2 глава 9 стих. Еве што кажува: Вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, кој што сте повикани од овој свет, за да ги објавите добродетелите на оној, еве ги тие зборови, кој што ве повика од еклесија, екалео, ве повика од темнината кон својата чудна светлина. Сите ние, драги мои пријатели, живеевме во овој свет тука и живеевме како што живеевме. Меѓутоа, во даден момент, Исус не повикува со цел да ни покаже еден подобар, поубав, посмислен свет. И сака од нас да направи луѓе кои што ќе живеат достоинствен живот, кои што ќе бидат пример на своите во семејството, во комшилукот, во своите работни места. Да луѓето, гледајќи нас, гледат една жива црква. Не црква само како објект во некоја локација, што тоа има свое значење и треба таму да се оди, и треба таму да се направат тие верски обреди што се опишани во Светото писмо, но уште по значење. Црква се променети луѓе, тоа се луѓе променети, кои што под влијание на Христовата сила постануваат на вистина модел на живење, како што Исус бил модел на живење кога бил на овој свет. И тоа мене навистина многу ме восхитува кога на овој начин ќе го образложиме и ќе го објасниме терминот еклесија или црква, зошто Исус дошол да ја воспостави. И на крај, последна причина, 10-та, зошто Исус дошол на овој свет, е тоа дека Исус дошол да ни нуди нешто подобро. Исус ни нуди нешто подобро. Дозволете ми ова да го образложам, а потоа да ги прочитам и текстовите последни, за да го комплетираме ова проучување. Видите, драги мои пријатели, Библијата е книга која што ни дава визија за она што е подобро. Исус е личноста која што ни нуди нешто подобро. А ние сме луѓето кои што сме создадени да живееме нешто подобро. Бог во почетокот не планирал ние да живееме 70, 80, па и 90, па и 100 години да живееме и да умреме. Бог не создал ниту пак да старееме, ниту пак да се разболуваме. Страдањата, неволите и проблемите никош не биле дел од Божјата визија за човековиот род. Не. Тие се дел или последица од гревот што дошол на овој свет. Бог имал сосем еден друг план во овој свет. Меѓутоа, гревот, таа слика Божја едноставно ја промени затоа што првиот човек отвори своето срце и преку првиот грев навистина дошол гревот на овој свет и сето тоа едноставно ја промени таа слика Божја на почетокот што Бог ја воспоставил. Меѓутоа, дозволете ми да кажам на крај како решение, како лек за сето ова.
Евангелието, радосната вест, е Божјата замисла да го врати првобитниот поредок. Клучна улога во остварување на ова е Христовото прво доаѓање, неговата мисија на земјата, Христовата смрт, кога Исус доброволно го дал својот живот за нас, за сите оние кои што го прифаќаат и ги кажуваат своите гревови, се покајуваат, Господ едноставно Исус Христос ги прифаќа такви какви што се и прави од нив вистински луѓе со достоинствен живот, вистинска црква, променети луѓе, кои што на овој свет ќе нудат една слика како еден човек може да биде кога ќе дојде во Христовото присуство. И еве ги на крај тие зборови што сакам да ги поделам со вас, последни неколку, да ја видите Божјата визија на крај, тоа подобро што Господ го подготвува за сите нас. Еве еден од неколкуте што ќе ги прочитаме на крај. Вели во Стариот Завет еден пророк: "Јас ги знам мислите што ги имам за вас, мисли добри, а не зли, за да добиете крај како што посакувате." Бог има добри мисли за нас. Во друго место, во Евангелието според Јован, сам Исус кажува: "Дојдов на земјата да имат живот и изобилие." Фантастичен библиски текст. Слушнете го следниот текст, што вели во Откривение 21 глава, 4 стих. "Видов ново небо и нова земја, каде што правдата живее, и Бог ќе ја избрише секоја солза од очите нивни. Смрт нема да има веќе, ни плач, ни вика, ни болести, затоа што првото помина." Каква визија, она подобро што Исус сака да ни го даде. И последниот текст за вечер ви го заокружувам предавањето во Новиот Завет, 1 Коринтијаните 2 глава 9 стих вели: "Што око не виде, ни уво не чу, ете тоа Бог го подготвува за оние што го сакаат." Драги мои пријатели, јас не можам да останам рамнодушен кога ги слушам овие зборови. Ова е една прекрасна визија што Бог ја има за човековиот род. На минатото предавање ги видовме тие 5 причини зошто Исус дошол на овој свет. На ова денешно предавање уште 5 нови причини спомнавме од Светото писмо кои што ни кажуваат зошто Исус дошол на овој свет. На крајот што можам да кажам е тоа е дека Исус има прекрасен план за тебе, за мене, за човековиот род. Ајде да ги отвориме своите срца, да ја повикаме ова личност, која што на вистина личност сите времена, да дојде во нашиот живот и ќе приметите каква прекрасна и убава промена ќе се случи во вашите животи. До следното предавање ви посакувам пријатна вечер.